Мешани боречки вештини е збир на повеќе боречки вештини без ограничувања: карате, кикбокс, тајландски бокс, борење, џудо, џиу-џицу, самбо и така натаму. Спорт кој ги спојува сите боречки вештини и од борецот прави комплетен воин кој може да се справи со секој. Оваа дисциплина е најбрзо растечки спорт и станува еден од најплатените спортови. Во некои турнири борците заработуваат и по $500,000. Никнуваат турнири скоро во секој град. Квалитетот на борците е се подобар. Многу вештини се усовршуваат. Индустријата поврзана со овој спорт е се поголема и поголема. Никнуваат и компании за спортска опрема и облека поврзана со овој спорт. Мешани боречки вештини во Македонија е релативно нов и не многу популарен спорт, но во последно време зема се поголем замав. Популарноста расте од ден во ден, борци излегуваат и се организираат турнири во аматерски и професионални мешани боречки вештини. Мешани боречки вештини во Битола е во зачеток. Игор Мешани боречки вештини е единствениот клуб во Битола. Располага со трениран и искусен кадар со борци кои тренирале и се бореле интернационално. Инструктори од странство, покрај кои пристигнаа и најголемите успеси на Македонија и Битола. Главниот инструктор е од Јапонија. Седиштето на клубот е во Австралија, но овој клуб има академии во Македонија и Австралија, а е дел и од Ахис џиу-џицу кој ги има низ целиот свет. Основачот Игор Смилјевик е од српско потекло, но живее во Сиднеј, Австралија. Моментално нашата Македонска академија може да се пофали со огромни успеси во најразлични спортови и дисциплини. Ристо Димитров ги освојува срцата на битолската спортска публика, доволно обучен за да се врати од надпревар и да се гордееме. Токму така, Ристо Димитров. Здраво, Ристо. Значи, ќе те замолам да не информираш повеќе. Веќе во битолската поширока јавност има информации дека постигнуваш доста добри спортски резултати, но ние ќе почнеме од токму почетокот, која беше идејата, со што се занимаваш. Значи, со спорт се занимавам скоро цел живот, посебно со боречки вештини. Од најрана возраст почнав со карате, подоцна продолжив со кикбокс, сега со џиу-џицу, борење и стигнавме до врву на боречките вештини, ММА или мешани боречки вештини. Идејата спорт по спорт си дојде така, значи спонтано и стигнавме до ова што е денес, до професионалниот спорт во ММА. Каде вежбаш? Моментално вежбам во нашиот клуб Игор ММА, тука во Битола, дел од Игор џиу-џицу асоциацијата, која е асоциација за мешани боречки вештини со представништво во Скопје и е дел од Игор ММА International, која има скоро на секој континент. Ние сме како придружница во Македонија, со клуб во Скопје во Битола. Колку години траат овие активности на овој спортски план? Па сигурно добри 10 до 12 години. Со активно спортување, значи со мали паузи, али 12 години сигурно активен спорт. Надпреварувања, значи на каде? Значи надпреварувања сме имале многу во различни дисциплини и мислам дека сме јас сум единствениот спортист во Битола, може пошироко во Македонија, кај што во повеќе различни спортови, повеќе различни боречки дисциплини сме освоиле, сме се надпреварували и сме освоиле интернационални награди. Значи интернационални награди не овде во Македонија или ние се надпреваруваме претежно настрана, во странство и веќе имаме освојувано на интернационални премиер кикбокс, џиу-џицу, граплинг, значи мешовито борење, тоа е исто од мешаните боречки вештини, но без удари и во професионалните борби сега во ММА шове, во мешаните боречки вештини, со последното на Final Fight Championship. Нешто повеќе околу ова последно надпреварување? Значи Final Fight Championship беше едно од најголемите надпреварувања во Европа. Најголемата промоција ја држи на Мирко Филиповиќ, личниот менаџер, една од најголемите промоции со најголеми имиња и со
најголем буџет и со мислам со најпрофесионална работа до сега од сите. Значи нешто Final Fight е нешто врво што од боречките вештини во Европа и нешто најдобро што се има десено во Македонија. Значи последниот направа беше од организацијата беше попрофесионално до сега се нема случајно. Од самата организација прифаќањето, значи нашето сместување се до последниот направа на вечерта на натпревар беше феноменално, значи од озвучување како да беше нереално. Нешто до сега прв пат видено беше, доживувањето беше, не знам, тоа беше нешто што ќе остане за цел живот. Да не информираш околу твоја активност таму, значи како се одвиваше сето тоа? Настапот, противникот, нешто повеќе околу тоа, значи кој беше противник? Противникот ми беше Јоргос Вардис од Грција. Значи мене ми беше прва дебитантска борба во професионална, него му беше веќе шеста. Беше поискусен, подобар, имаше 4 победи, само 1 пораз, значи противникот беше многу добар. За противникот можам да кажам дека беше многу цврст борец. Двајцата покажавме исклучително 3 рунди. 3 рунди борбата беше до крај неизвестна. Двајцата покажавме изврсна, значи прекрасна техника, прекрасна борба, значи ни честитаа дури и менаџерите, организаторите на Final Fight дека беше борба на вечерта. Околу другото организацијата со самото пристигнување таму не сместија во хотел со 5 звезди, со буквално со се што ќе посакаме. Ни самите организатори ни рекоа дека се што ќе ни биде потребно само да повикаме, не сме ништо да ни фали. Кога пристигнавме во Борис Трајковски во собликуваната, значи буквално беше професионално како по најголемите светски надпреварувања, ништо да не фали, најмало свингерче до крпи, до води, до сите работи. Имаше вината беше нешто феноменално, го прашав менаџерот рече 3 милиони евра озвучувањето и осветлувањето. Нешто не заборавам, ако не се вратат уште на Final Fight, нема вакво нешто да се деси во Македонија. За да се учествува на вакви надпреварувања надвор од нашата држава, потребни се доста финансиски средства, освен што и сами знаеме дека треба да се праќаат обучени спортисти, во кои што спаѓаш и ти. Да се навратиме околу финансиите, како вие стоите со финансиите, од каде се финансирате и дали се на задоволително ниво? Финансиите и финансирањето го правиме сами, значи финансиските средства се кој како ќе се снајде, значи се финансираме сами. Условите, финансиските услови во македонскиот спорт се катастрофални, значи спортистите буквално ставени сами на себе. Кој како ќе се снајде, кој како ќе успее. Гледаме да на вакви некои поголеми надпреварувања кај што се поплатени професионални, инаку од спонзорства, помош и такви работи е на минимално ниво. Овде ние, барем лично можам за мене да кажам, малку луѓе има, веќе многу малце поможи, али има, али од тоа што треба за професионален спортист, не. Значи ни треба многу повеќе компаниите не можат да сватат дека тука дека со само тоа што ќе финансират, што ќе спонзорират спортист добиват и реклами, како што беше на пример Final Fight се гледаше во 60 земји, 150 милиони гледачи, подобра реклама, здравје. Значи тоа беше нешто што уште компаниите во Македонија не знаат да го искористат. Во пространство е широко распространето. На борците што беа на Final Fight подаваа под големи суми на пари, само мајцата на компанијата да ја на ринго, значи 5 секунди од вината до ринго да оди, големи суми пари, значи бев сведок на тоа, гледав. Кај нас уште не знаат да ги искористат тие работи за да може да се промовират посебно големите компании кои работат и интернационално. Значи со неколку стотици евра што ќе ги вложат во неколку месеци во еден спортист може да му се врати повеќе кратко, нали? Тоа е тоа. Вие сте се обратиле за помош? Па да, сме побарале на повеќе места финансиска помош, спонзорство, сме наиделе на многу пати на затворени врати, значи компании кои знаеме дека се финансиски мокни, ни рекле дека е тешка ситуацијата,
сме поварале на повеќе места, сме поварале кај разни поединци, али како што реков, сме наишли на повеќе резултати, не ни излегле во предсој. Јас лично се откажав од финансиските средства од барање и гледам сега што можам сам. Едната рака право, другата од озбор. Се враќаш назад, обратно. А ходиш на таа страна, едната рака ти е права, на таа страна што одиш ти е свртена. Значи ходиш на оваа страна, вака, знаеш, правиш притисок, ево, не бегаш од рекера, тука ќе бегаш. Пак, се враќаш назад, тука, притисок, тука, се враќаш назад. Пак, цело време ово. И сега ги гледам ти. Обично тука се враќа човек. Фаќаш од значи си лего. Ки има друго база. Затоа логично е и сака да му отидеш. И така да иска. И ова онда се ситуацијата си тука. Одова така бам. Кој ова кој е сопор. Прави се на што дека тоа сопор тука. Еве. Где? Ова е комбинација што завршува прва.